Како се храниме не е сеедно кога сме здрави, а камоли кога сме болни. Исхраната кај различни болести може да помогне, но може и да одмогне. Може дури и целосно да влијае на текот на болеста. Еден таков драстичен пример е дијабетесот. Кај дијабетес, не само што не е сеедно, туку целосниот тек на болеста може да зависи од дисциплинираноста во исхраната. Нашето искуство при промена на исхраната со пациенти со дијабетес јасно го докажува овој факт. За кратко време, не само што шеќерот во крвта почнува да се стабилизира, туку и значителни подобрувања се случуваат кај тромесечниот просек, гликолизираниот хемоглобин, а многу често се намалува или губи потребата од терапија. На пациентите им се препорачува соодветен режим на исхрана, редовна физичка активност и одредени додатоци во исхраната, кои имаат научно докажан ефект. Според реномираните NICE препораки за лекување на хипертензија, најнапред кај пациентите со висок притисок се препорачуваат промени во животниот стил. Вреди да се спомне дека покачениот притисок не е наивна работа, туку една од водечките причини за смрт во светот и кај нас. Исхраната, физичката активност и навиките имаат огромно влијание врз крвниот притисок. За кратко време по почетокот, промената на навиките вообичаено прави да дојде до потреба од намалување на медикаментозната терапија за притисок, при што пазиме притисокот да не падне премногу ниско. Покачените масти во крвта може да се намалат со лекови, статини, но подобро е да се намалат на природен начин, со исхрана и со природни намирници. При тоа, соодветната исхрана нема споредни или несакани ефекти. Статините имаат многу несакани ефекти. Од тука секогаш е добро најнапред нормализирањето на мастите во крвта, кај пациентите да го постигнеме со промените во животниот стил. Со соодветна исхрана за 24 дена, кај 90% од пациентите со ангина, болка во градите, доаѓа до намалување на симптомите и до подобрување на циркулацијата во срцевиот мускул. Се разбира, ова е податок од научни студии и од пракса со пациенти, не станува збор за паушална информација. Дури и ако веќе е направен стент или операција, потребата од правилна исхрана не се губи. Напротив, тогаш имате и докази дека мора особено да внимавате и на исхраната и на животниот стил. Синдромот на полицистични јајници е под силно влијание на животниот стил. Намалување на телесната тежина и од само 5% може да даде видни подобрувања на симптомите кај пациентката. Додатно, постојат додатоци во исхраната кои влијаат поволно на работата на јајниците и го забрзуваат процесот на нивното нормализирање. Списокот на болести каде исхраната може да помогне за среќа е долг. Има и такви кај кои се уште нема докази дека исхраната и природните намирници може да доведат до подобрување. Но трендот во науката е дека се повеќе болести на еден или на друг начин се поврзуваат со исхраната и со животниот стил.